Бидете навремено информирани со Метео Велес. Метео Велес 30 јануари 2022 година, предпоследен ден од оваа година. Ајде да направам една хоспитализирана, односно болничка прогноза, бидејќи сум хоспитализиран во интерно оделение, јавна здравствена установа, општа болница Велес. И затоа ретко ги давам прогнозите, меѓутоа ќе се потрудам колку толку бидејќи има временска промена на ситуацијата во Македонија. Значи, веќе од кај ова прогноза ја давам некаде околу 21 часот, некаде во ноќните часови температурите нема да бидат многу ниски, меѓутоа во текот на ноќните часови, понеделник према вторник, гледаме дека од запад постепено ќе навали, што се вели, они снежен, врнежлив и дождлив бран. Најпрво во северо-западните делови. Знаете, сината боја се послабите врнежи, зелената боја се појаките врнежи и протоколовата боја уште појаките врнежи. Ке има и поголемо количество на врнежи од дожд, а на некои места ке има и доста појава на снег. Да кажам дека скоро во поголемиот дел од државата ке има врнежи, снег, најмногу во северо-западните, западните и југозападните делот Пелагонискиот регион, ке има и во Скопскиот регион, ке има нешто во близина на Велешкиот регион, јужно од Велешкиот регион према Градско, меѓутоа таму повеќе би се задржало дожд, а може да има и микс на дожд снег. Значи ова се очекува некаде околу ноќните часови понеделник према вторник, во текот на денов вторник, еве сега одиме постепено, значи гледаме дека повеќе ќе има зелена боја, Скопскиот регион, Велешкиот регион, јужно од Велешкиот регион, Штипскиот регион, Делчевско, Беревско, Кочанско, Кумановскиот регион, Кавадаречкиот регион, исто и таму се очекува да има некаде појава и на снежни врнежи во текот на денот. Потоа би се спуштале постепено према Кожув, Пелагонискиот регион, Кожувскиот регион, некаде во текот на поплодените вечерните часови, бреновите од врнежи од снег би се преместувале кон исток и југоисток од државава, врнежи ке има и на истокот, се очекуваат врнежи од снег и на некои делови од североисточниот и источниот дел од државата, Беровскиот регион. Максималните температури би се движеле некаде околу 5, 6, 7 степени, а додека пак оние минималните ќе бидат едноцифрени, значи нема да бидат многу негативни температури. А што се однесува за температурите во текот на следните денови, само момент, малку да префрлиме временската прогноза за температури, еве ќе видиме дека постепено температурите во текот на следните денови ќе има постепено пораст на температурите. Тоа најмногу би дошло во текот на денот за викендот и наредната недела. Поточно, некаде од кај понеделник максималните температури преку денот би се движеле 12, 13, може би 14, па и 15 степени. Значи ќе има пораст на температурите во текот на крајот на оваа седмица и почетокот на следната недела. Ево ова што се однесува за временската состојба во Македонија. Уште еднаш да нагласам дека ќе има снежни врнежи во поголемиот дел од државата, се надевам дека одговорните нема да ги изненади снегот, се уште сме во екот на зимата, некаде ќе има повеќе, некаде помалку, некаде ќе има нова снежна покривка, некаде можеби и многу слабо ќе има, меѓутоа микс дожд снег се очекува и на пониските места. Ќе има појава на умерен до засилен ветер долж во Вардарието, а што се однесува до температурите, тие нема да бидат премногу ниски, нема да биде премногу студено, а во текот на следните денови кон крајот на неделата, значи ќе има пораст на дневните температури. Некаде до 12, 13, 14, па и 15 степени. Значи тоа се очекува во текот на следните денови и во текот на наредната недела. Толку од Метео Велес. Не можам повеќе да давам прогнози, бидејќи навистина здравствената состојба ми е доста комплицирана и сум во интерно оделение јавна здравствена установа општа болница Велес. Поздрав до сите што го следете Метео Велес и Бисмак. И се разбира на YouTube каналот Метео Велес. Чао, чао. Метео Велес.